Како што река Бошова, крчи патот низ убавите предели на Кожув планина, тако и ние го крчиме патот низ минатото, за да ја создадеме една реална слика на сите збиднувања кои всушност представуваат дел од нашето минато, а во нашето минато всушност се навоѓа порака за иднината, за идните генерации. Ние наставуваме приказката и приказната за село Бања, за Демир Капија, која всушност представува континуитет на село Бања, и би сакал пред него што заминеме на деновите во предвечерје на окупација на Втора светска војна, за еден миг да се вратиме уште малце да прозбориме за наечиство во Демир Капија, со оглед дека тоа е еден интересен сегмент од тие стари занаети кои всушност најголем број денес више и не постојат, се дел од едно минато кои заслужуваат да за нив прозбориме нешто. Ние минатиот пат ги офативме голем број на занаети и занаечи, но за пекарите ништа не рековме. Па би ве замолил, господине Дончев, да ни нешто раскажете за тоа. Па, видите, со формирањето на населбата, веќе сега Демир Капија, се населуват луѓе и од други места, и ван од Македонија, територијата на Македонија, мислам од Србија, од други места доваѓаат овдека, а подалечни места од Демир Капија, например, како од Крушево и други некои оддалечни градови, со доваѓањето на повеќе население и се увидува, занечиите се увидуваат дека има потреба од нивни занаети, од нивна работа и од нивна екзистенција. Така што доваѓаат, кои веќе се зголемува бројот на луѓето што живеат во Демир Капија, се има потреба и тие луѓе да екзистират на некој начин, а тоа е доваѓаат сами и занаетите као такви да си најдат свое место меѓу населението. Така и сигурно за да обстанат луѓето треба да се хранат, и пекарите, фурнаџиите што ние ги викавме се занаечии кои што исто така наводят екзистенција во Демир Капија, и така да првиот уствари фурнаџија пекар доваѓа од Србија. Иако во тоа време Демир Капија, например, била во територијално овака во државата Србија, Хрватска и Југославија, значи првата бивша Југославија, меѓутоа пак од територијата на Србија доваѓа пекар во Демир Капија, фурнаџија по име Петар Спилковиќ, со своите два сина овдека, едниот Ѓоко, другиот Александар. Остануват овдека во Демир Капија, формираат, изградуваат фурна и натамошното нивни живот продолжува овдека. Синот на тој Петар и до крајот на својот живот, до скоро време, по име Ѓоко Смилков, живее и останува во Демир Капија, се оженува, фамилии, и тој и неговите синови, као такви веќе остануваат жители на Македонија и на Демир Капија. Други занаети во тоа време што е биле, следователно, што е наоѓале место за нивна екзистенција, е биле и шнајдерите, шивачите. Првите шивачи што е дошле, например, од едно село Миравци, занаечија, друг шивач уште одамна за време бивша Југославија,
Ставров од Неготино, доваѓа Водимир Капија и на тој начин, ете, за толкова населба и тие занаите е функционирале као такви. Или, например, ковачки занает. Доваѓа лице, ако нема од Демир Капија, да обавува таков занает, меѓутоа доваѓа лице чак од Штипска околија, од Штипски реон. Да, за тоа го спомнавме минатиот пат. Имаме тука и населување на Чевлар, еден обучар што... Да, и тој е занает, да, и тој луѓето ипак Демир Капија веќе се формира као градска населба, иако уште има селска екзистенција на луѓе селани, земјоделци. Меѓутоа, има доста луѓе што имат потреба од таков занает, да пример на железница, во стопанство, тогаш краљевина, краљево имање. И други некои учители, джандари и така. И тука веќе доваѓа и првите обучари, кондураджи. Така да доваѓат двајца кондураджи, Страшо Прекодолов и Тодор Бунаров. Тоа се двајца луѓе кондураджи што во екзистенцијата нивна е мислеле дека од Неготино и двајца се доваѓат во Демир Капија. И такви некои други пак занајчи, например столари, не имало во Демир Капија, од Демир Капија, тишлери, веќе почнале веќе да се градат куќи, али да се прават столарски потреби за секоја куќа, прозори, врати и што е за биде што друго, тој занает, доваѓале луѓе од Велес. Од Велес доваѓат Киро Аврамов и Ганчо Стојанов, двајца тишлери во Демир Капија. И некои слични занаети, например, се е нашол човек, лице што има за потреба да некој, например, овие што имат ниви, што се земјоделци по занимање, имат очто градинарски потреби да се произведуваат пиперки, домати и слично. Додека другите што немат ништо, а тие ги има скоро пола Демир Капија веќе, тие се луѓе мора од негде да снабдеват, па доваѓа од Велес првиот од таков вид занимање во Демир Капија, трговец со зеленчуци, градинарски производи, што викаме пилјара. Панче Мартулков, еден од Велес, доваѓа, отвара свој дуќан тука, така да има си наоѓа повеќе време екзистенција од тоа. И некои занаети овака кои што накнено се развиват по потребите, а некои веќе натаму како се осовременува ова место, така па некои занаети веќе и се губат. Сигурно. Јас имам сретнато податок кај Спиридон Гопчевиќ, кој уште во 1887 година со една експедиција го поминува нашиот крај и дава една реална слика и податоците за нашиот крај. Тука има баш кај него имам сретното податок дека на железничка станица Демир Капија се навоѓа и нека реставрација, како ресторант некој. И во тоа време тој ресторант држи некоја италијанка. По неговото раскажување, возот кој оди од Солун кон Скопје, место за одмор на патниците е во Демир Капија, каде они тука практично можат да одморат, да да ручат и уедно да се во локомотива вода, да се напуни тој котел со вода и така натаму. Дали тој ресторант постои во тоа време или е тоа во тоа време го нема тој ресторан више на железничка? Види, ресторант фактички стварно тоа не е имало
меѓутоа на железничка станица е имало една просторија, бидејќи во Демир Капе, како што рековте, крал Александар имал свој имот. И за тој имот не се е доваѓало тоа, не е имало како сега патнички возила, автомобили, туку доваѓањето е било преку железница, со воз. Така да, што е доваѓале луѓе блиски на кралевскиот двор, што викаме поотмени луѓе, некои овака интелигентни, имало место пак во железничка станица една просторија која што се користела за одмор, за еден мал одмор овака, за разговори нивни, додека возот ипак не е толку строго, нити има повеќе возови во текот на денот па одмор да замина, туку се е наоѓало место за одмор во таа просторија што на жалост за време окупацијата со железничката станица е уништена, па има една трага мала уште од тогаш. Што се тие плочки, нели што? Да, што е било поплочено со шарени плочки едни така до терена. Али првата ресторација во тој смисол пак е за време бивша Југославија, преди окупацијата. Лицето, например, Пешо Бакалов, што го викаме Петар Митров, Пешо Митров, од селото Рања, доваѓа во Демир Капе и близу одма, тука на 50 на метра од станицата, железничка станица, изградува своја куќа и доле е една кафана као ресторација. Бидејќи Демир Капе, тоа е такво место сме, што и железничка пруга и патот е минат едно покрај друга низ Демир Капе. Така да и железничка станица и оваа куќа, оваа кафененце, патниците, фреквенција постоела и во тоа време на тие. И кога минат само на 10-15 метра од самиот пат и од самата железница измеѓу двете овие сообраќајници е ова кафана. Потоа се отварат и други кафани, и трговски дуќани и така натаму веќе проширувањето на населбата станува веќе се поинтензивно. Господине Дончев, тоа е време на здрави семејства. Тоа е време на патриархално семејство. Во патриархално семејство, иако ние сите зборуваме дека патриархатот е простор во кој е централна личност маж, ипак во тоа нашето семејство централна улога во тоа време ја има жена како столб на семејството. Ние знаеме онолку колку ни е потребно да осознаеме за тоа време, но би сакал по вашето сеќавање да го опишете рецимо живот во тоа семејството, улога на жена во тоа семејство, што се готвело, што се јадело, како изгледал живот внатре во семејството, како уредување било во една тогашна куќа, едно тогашно домаќинство. Па, видите, Демир Капе, како што реков, е една таква фреквенција меѓу железница и патот, меѓународно, Белград, Скопје, Солун и надоле за Африка, Азија, Турција и така натаму, така и железница, така и патот, што минува низ Демир Капе. Населението во ова место никој пат не се е осеќало, нити се однесувало селски, како што гледаме, како што сме видувале по други населби, по други села. Така да нити е град, нити е село. Селски е во тој смисол што се обработува земја, се одгледува стока, така, но облекувањето, односот внатре во фамилијата е бил исто така е бил и тој однос на едно ниво
на едно градско ниво овака, пак на живење. Така да ние град ни села, али животот имало од кого што бидејќи овдека доваѓат и се менуват луѓе од разни занимања, од разни струки, од разни структури, градски структури, например од други места, од Југославија, тогаш од Македонија, од Скопје и така, од градовите се раселуваат во Демир Капи други лица, така да и овие што биле фамилии 30-тина таму, Демир Капијци, поранешни бањанци, го е прифатели тоа и дома во куќите е биле сосем, бидејќи и куќите му е биле не селски, него изградени нормални, како што рековме, после земјотресот и од така тврда градба. Да, апсолутно. Како е, да кажеме, внатре влеваме сега во едно просечно, не тоа градско градски тип на куќа, нас не интересира тоа што е практично како култура влезено во Македонија. Тоа најверојатнije е имало влијание да се нешто менува внатре во тоа нашето македонско семејство. Мене ми интересира да кажем едно типично бањанска куќа, ево влеваме внатре. Каде се спиело, каде се јадело, со што се затопувала куќа? Да. Па видите, спрема материјалните можности, кога веќе куќите се со тврда градба, апсолутно стоката е одделена од живењето на луѓето кај посебни. Секоја штала, секоја племна, тоа е било сето одделено од куќите и тие, иако е во близина на куќата, таа е пак била изградена од тврда градба, од нешто по-овака, комунално, апсолутно пристапно и за стока, и за луѓе. Така, па внатрешното е било сосем градски живот, како што реков преска. Имало е, значи, одвоена спална, одвоено кујна. Апсолутно, се е посебно. Сега кујна и спална, тоа зависи од фамилијата, бројот на членовите фамилијата. Ако се за помала фамилија, во една соба и кујна и спална е биле тоа, ради загревањето на просторијата. Загревањето е било со дрва, на тврд погор, на тврдо гориво. Тврдо гориво. Чумбиња, шпорети. Што домаќинки спремали за јадење, рецимо, во тоа време? Па во главном оно што тука го има, се во Демир Капи се е производувал. Граф, ориз, леќа, ченка, житарици од сите врсти, градинарски култури, сите, домати, пиперки, месо, риба, како е? Апсолутно, за риба толку изобилие бил, во реката кога ќе влезеш во Бошава, толку риба е имало, што бидејќи бистра вода, насами, дури кога газиш во реката, рибата право на нозите се та влијае, на нозите иде, или во реката Вардар, која што е близко, во 300-400 метар тука, толку риба е било, што луѓето не имале потреба ни толку да ловат, кога сака, хиди ќе се улове, кога има потреба. А со ловот, дали се бавили со ловот? Одели во Кожук бил богат со... Да. Например, кога оние што се бават со риболов, ако му се фатат повеќе риба, например, сомови, крапови, тоа е било тука ќе го изнесат за продавање, па нема кој да купи, бидејќи секој ќе се фате. И ретко некој од жандари, некој од вработени во железница, во пошта или во школа, па некој да купи што не може да иде да се фатат. А друго, снабдевањето со месо е било исто така. Некој, па скоро секоја куќа земјоделска се чува домашна стока, така да нешто од дома, али повремено доваѓале од соседните села Бесвица и Корешница, доваѓале па повремено така колат стока за месо, за некои денови кога е тоа вообичаено, за Великден, за други некои празници, кога е панаѓор во Демир Капи, кога повечко може да го потрошат месото. Знаете, тогаш да уловиш повеќе риба или да имаш повеќе месо,
да заколиш некоја теле, нема кој, ако не се она што нема да се продаде, нема фрижидери, нема кај да се сместе и никој не ризикува така повеќе. Што се правило? Дали ние имаме сознание дека освен што се пушело и што се ставало месо во саламура, има еден наш специјалитет, ние го викаме пастрва. Да, пастрва. Како се тоа спремало и од кое месо? Види, пастрмата се е спремала не од секој месо, не е, например, говедско, телешко, тие не се, него тоа се месо од овца и од коза. Козјо месо, овчко месо, поготово овчкото месо се е спремало за пастрма, али во Демиркапје пак такво нешто не се е припремало. Тоа е малку поспецифичен начин на припрема на тој производ. Го знаете ли како се тоа? Имате ли сознание како се спремало тоа? Немам слушал овака од некој, да, со тоа го припремат, какво е, колку време треба, одредени денови, повеќе денови да стое, па во некоја во саламура. Во слаба саламура, таква нека послаб и послаба јачина, па после се суше, ја колку на ветер и така натаму сето тоа да промено место, кај што нема додир со муви, со такво нешто друго, да пример нешто, некои други инсекти, и пак заштитено од се. Кај нас во Демиркапје не, него тоа го е носеле овие соседните планински села, па ќе донесат овдека, али го употребували. Тоа е месо ипак многу со вкус, мирис, овака арома, друга има, приисхрна таа. А во Демиркапје не е имало потреба за тоа што ви велам. Едно од главните снабдевања со месо е било рибата. Толку е било во изобилие со мови, јас, пример, бев негден, тоа беше некаде околу втора половина на 50-те години, по почеток на 60-те години, се бавев со риболов, па ќе идам на Вардар, ќе фати сом на јадица, ќе фати сом еден, 5, 6, 7 кила, колку таму ќе излезе. Нема фрижидер, нема кај да се стави, ќе го подаеш на комшиите, па после 2-3 дена кај иде, пак така за една недела 3-4 пати ловев и не знам зашто да го употребам. Така да, и као храна, и пак рибата не е било. Или, например, на бушавица, со мрежа, серкви, што го викаме, иде за час нафрла и готово. Право донесе дома, дека жената го се припрема, што викаме тавата на оѓе остави, иди патија риба и готово. Во јазевите овдека, каналите, па во нивата кој ќе пуштиш повеќе вода да поливаш, гледаш риба по таа бразди, од јазо што не били, што истекува водата, по нивата и па идат чавки, сврачки, штркли, си собират риба, толку имало. Кај ќе ја носиме дома кога немаш фрижидер? Ќе земиш 2-3 кила, например, дај, многу не ти треба. Постојат да ги наречеме тие приказните од минато за еден начин и за еден однос помеѓу луѓето. Викат дека тоа го и вие потврдувате, а и тоа е всушност и така, со оглед дека немало фрижидери, немало можност да се долго одржува свеже месо, комши помеѓу себе си имали некој ред во колење на тија тој добиток, така да во една недела ќе коле еден комшија, пак ќе се даде месо на комшиите, па идната недела друг комшија, тако ли беше тоа? Па, апсолутно. И луѓето, да речем, не навреда на сегашните генерации да не би го сватили, што сегашните се малку по-скепти, по-себични, ќе рече, по-себични се овака. Тогаш луѓето стварно, кој ќе се заколе некоја стока, се подава на комшијата, па и слободно комшијата ако побара, например, комши, дај позајми ми една плешка од овца, од јагне, од нешто, кога јас ќе заколам понатаму, па ќе ти вратам и така да се е ослужувало слободно. А ако се дојде, кога се е колело, секоја фамилија имала колела свињи, кој ќе заколе свиња, се повикат комшиите и оние сите што колат, на ручек, на една гозба,
па и на колачите, оние што учествувале во спремањето на свињата, во едно парче месо ипак му се дава да се однесат по дома. И на комшиите така. Убаво време било. Убаво, апсолутно, луѓето толку се поштувале во тој смисол овака. И така да постоело такви. Па тоа и тие работи ги зближува луѓето. Овака да бидат. Односите се биле, значи, нивни измеѓу нив да бидат по-цврсти и по-релаксирани. Апсолутно. Иако немаштија била голема, луѓе знаели да најдат патишта да се помеѓу себе. Па зато сме низ вековите и успеали да преживееме. Овако, ние практично тука би да кажеме дошли до еден интересен настан кој всушност ги погодува сите европски и светски народи, а тоа е да ни кажете како се чувствуваш, оти ви тогаш веќе бевте и родени, бевте да кажеме мал, меѓутоа го паметите тоа, се спрема Втора светска војна. Се зборува дека ќе биде војна, ќе се случи војна. Како тоа вие го доживувавте, како тоа население го доживувало, значи зборуваме пред да дојдат окупациони трупи тука. Да. Па видите, јас сум од генерации што сум учел школа во три школски јазика по тоа време овака. Например, за време првата бивша Југославија до 1941 година учев прво оделение. Имав учители од Србија, се учи на српски јазик. Потоа окупацијата, кога дојде, 3 години на бугарски јазик, бугарски учители. И до ослободувањето, по ослободувањето веќе сосем на македонски јазик. Во тоа време толку се осеќав овака, сега тоа го помислам повеќе, го размислувам овака. Не бевме оптеретени луѓето со, како сега, например, со секидневни настани се интересираме што се чуло, што кажаа на вести, па филмови навечер, така да немаме време да размислиме за нешто повеќе, за повеќе да се одмориме своите мисли, овака да бидеме, и бевме послободни во размислувањето и во паметењето. Например, јас, ако тој сум бил прво оделение, многу добро се сеќавам дека се даде едно обовестување во населението во Демиркапија, се носат покани, позиви за општа мобилизација. Што е тоа? До тогаш не сме знаеле што е мобилизација, бидејќи претходните режими не е имало во блиското минато војни. Тоа е било мобилизација дека државата ќе биде нападнат, ќе дојде друга војска, ќе има војна. И чар на тоа се носат позиви, сите оние војноспособни се праќат во војска, одат луѓето. Транспортен воз стои на железничка станица железница и сите од Демиркапија и блиските села што има позиви за мобилизација за војска да одат, резервисти, одат и право се качуваат на возовите и заминуват и нагоре и надоле. Татко ми се сеќавам тогаш, мајка ми и баба ми дома плачат, кај ќош бе сико. Па еве, мора да одам војна е вика, и војна ќе биде. И од тука и он имаше позив, војни позив, оде за Гевгелија, распоред му е било. И тој ги знаеме војна ќе има. Од тука до тамам он замина, утре дента, дедо ми, на мојот татко му, очов уствари му е бил, доваѓа на конј, 2 сестри имам, помале од мене, на коњот се качуват на оној самарот, и мајка ми и јас и не воде вика ќе одиме, ќе бегаме од тука, војна ќе има. Што ќе биде тоа? Ајде, одиме кај нагоре, поминуваме селата, Чифлик, Дрен, во едно планинско село Копришница.
оддалечно негде на околу 15 километри, така од Демиркапија. Таму отидовме. Кога отидовме таму, тоа беше постот во Трдена некаде, така е било. Кога отидовме таму, кога вака, таму го наоѓаме таткови. Во тоа планинско село. А го знаеме дека отишол за Гевгелија, во војска. И таму одма тој ни расправа дека, вика, ми тамам отидовме во Гевгелија, ме задолжија со некоја кола, запржена војна кола, со коња. Кога гледам, сите ме викат, оставија, вика, сите бегаме, гледаш душа да спасиме, каква војска, какво тепање, вика, нема борби, вика, Југославија пропаѓа, германци иделе тука, вика. И оно таму со други неколку другари таму што му биле, блиско е тоа, таму Гевгелија, преку селото таму. Петрово тие едни ги има таму и доваѓат во тоа ова село. За ден-два таму е дошле тие, ден и ноќе оделе, се криеле. И навистина, тоа бевме таму известно време, меѓутоа, тоа беше во текот на март месец, и почетокот на април пак ни кажа, снег и уште имаше во селото, таму во планината, и во април месец ни кажа дека ајде ќе се пак дедо ми дојде, со коњот тука е бил во Демиркапија се врати, пак назад, дојде, вика, ајде ќе се враќаме, вика, долу, војската, вика, отиде, српската војска, вика, нема, вика, дојде друга војска има, вика, една. Војната заврши, а фактички без борба германците е дошле, окупирале тука, не без пукање, без отпор на тогашната поправа војска. И се враќаме надол, кога влегуваме во Демиркапија, гледаме војска со друга униформа, зеленкаста боја. Ние знаеме српската војска што беше сива, една белослава, сива боја војската, други капи. Овие зеленкаста боја, шлемови, некои железни капи, што ја викавме ние тогаш. И друга војска. Си дојдовме дома, се во ред беше, немаше ништо, овака нешто пореметено. Си продолживме животот. Германска војска више тука гледаме низ Демиркапија. Како што реков, место е такво дека куќите, например, моите куќи 50 метар, 100 метар нема. Одма е главниот пат што минува за Атеша, за Гевгелија доле, милионарниот пат. И војска постојано со камиони, со возиви, германска војска се транспортира доле. Се знае отприлике дата кога тие окупациони сили влеват? Да, во почеток. Па видите, кога веќе 6 април е ден на пропаста на капитулацијата на бившата и првата бивша Југославија, тогаш наредните неколку дена одма е капитулира. Значи, помеѓу 10 и 15 тука некаде, за неколку дена дошла германската војска во Демиркапија. И ми е зборот, па толку дали има месец дена, па друга војска гледа да доваѓа. Школовите немаме, не гледавме тогаш, не гледаме што ги немаше оние луѓе што беа, не ги гледаме. Тука бидејќи се крија службеници во служба, во джандари што беа во станица, сите тие, во железниска станица, во пошта, не ги гледаме тие луѓе. Гледаме друга војска после еден месец доваѓа, па со црвенкаста боја едни. Кои се овој што ќе бидат бугари? Оние постарите луѓе одма кажуваат тогаш. Бугарска војска, вика, во сега. Ајде, па бугарска војска дојде, после германската виќе теророт го завзима, а бугарската војска веќе се укотува тука, во Демиркапија, и има каде да се сместува. А дали германците остануваат уште тука? Апсолутно остануваат. Да. Они си одат доле, напредува Германија према Грција и доле другите држави. Меѓутоа, они остануваат тука, ипак власта нивна е, веројатно, така е бил договорот измеѓу Бугарија и Германија, а овие бугарската војска само као окупатори, фактички оние биле овдека. Например, на чешмите што имавме во Демиркапија се зидани со 1,5 метри висина, така нешто со бетон, и на едно 5-6 чешми тие се, одно бугарите штом дојда и едно четвртасто 30 на 30 така место во сред чешмата и клепано е со
со оној бетонот и напишано со нов бетон поставен и напишано 13. мај 1941 година. Тоа е ден кога оние дошле тука и како да изграделе од тогаш таа чешма, штом на чешмата таа дата стое. А фактички тие се чешми изградени во време краљевина на Југославија. И така, после доваѓаат одма летоска, во текот на лето идат други цивилна власт. Се знае, пак бугарите, не? Бугарите више оди, да. Доваѓаат нивна полиција, учителите одма во текот на касното лето веќе не припремат, вршат, запишуваат, одат, не викат тамо, ќе почне нова учебна година, одма од есента. Бугарски учители, Рајна Колева, што ме учеше, и учител е Младен Динич. И тој е учител, исто така. Овдека во Демиркапија, во две простории, учевме. Зарем го оставили српски учител во школа? Да се извинува. Младен Динич беше во прво оделение ме учеше. Да. Во време до 41, во првата година, до 41, во прво оделение. А ова Рајна Колева и Стојчев имаше еден учител, и тој исто од Бугарија, да. И тој исто така бугарски учител од двајца, маж и жена дојдоа. Не беа маж и жена, машко и женско, иначе они беа посебни фамилии таму. И така се почна со школувањето. Сходно со тоа, тој одма си поставија своја власт, свој кмет. А за кмет во Демиркапија тогаш дојде одма Јордан Бухов. Јордан Буот него тогаш што се викаше, со парамен, тој е лице од Неготино, потекло, па за време бившата Југославија, порано како што оделе македонци тука бегали, и од тој пребегал во Бугарија, од таму бугарите го враќаат за кмет во Демиркапија. Го знае јазикот, луѓето, и пак овака, територијата, и тој задржува се до неговата ликвидација од страна на германците. Ме интересира комуникација на релација Северна Африка, значи Германија, оди низ Вардарската долина, поминува и низ Демиркапија. Во тоа време се градат и овие фортификацијски објекти кои се всушност наменети за чување на мостови и така натаму. Се сеќавате ли кога се градат тие бункери што ги чуват мостовите, пругата и така натаму? Тоа има кај нас два такви изградени бункери. Во кое време се градат тие? За време бугарско. Да. Бидејќи веќе мора да видоа дека има реакција во тогашната бивша поранешна бивша Југославија, во населението. Има реакции веќе од луѓето, така што се знае дека ќе има отпор на нивната окупација и да се обезбедат тие мостови, железничкиот мост и овој. Тие два бункера беа едниот од лева страна, на крајот од реката Бошава, на крајот од мостот, а другиот по почетокот на мостовите, едниот од другиот и дрвениот мост на реката и овој на главниот пат, и тој патот главен, и на железниски станици, тој па од десна страна одма бункер беше, го созидаа бугарите тогаш одма и има своје обезбедување со војска што постојано беше горе во бункерот, висок негде на 5-6 метра, со цигла изградени. Кој го градеше? Население ли? Не. Не видов воопшто тогаш доваѓаше. По окупаторска власт кој ќе го донесат, тие ќе градеа со. Да, значи не од население градено. Не од население. Ме интересира, значи бугарите доваѓаат, ја успоставувате и значи војна и цивилна власт тука во Демиркапија. Но македонски народ нормално не покажува лојалност кон бугарска власт и се јавуваат први никулци на отпорот. Сакам нешто за тоа да ми кажете, како всушност
почнува, од кого почнува, кои се луѓе кои го организират тоа, за тоа стои Комунистичка партија на Македонија и ме интересира да ни за тоа нешто кажете, господин Томчев. Па, секако, одма ако не во почеткот, али наредната година, 42-а, веќе почнуват да се озборува за некакво организирање на отпор спрема тогашната бугарска окупација во Демиркапија. Организатор главен во тој смисол беше Петар Михајловски Демирски. Тоа е лице од Неготина што живеат во Демиркапија. Неговиот татко е службеник, што тогаш се вика писар во општината, башки кметот, а тој студент по право во Белград. Не да речам прва или втора година, него во поодмината година овака. Абсолвент некаде, да. Лицето и тој е потоа се созна дека главен, тоа го сознавме покасно, се дозна, тој се работи што во илегалство се работат. Да, конспиративност. Јасно. И до тогаш ништо не се, само можда нешто се наговара се, што викаме ние, се шушка нешто, дека нешто ќе има, се спрема така. Така што овој човек, да, е бил главен организатор и он со младите во Демиркапија работе ги поблиску, се припрема другарова, со нив другарува овака поблиску, а и малку пошироко, дури има влијание и на територијата на соседното Неготина, бидејќи оттаму потекнува тој. А негови блиски, исто така во тоа време, ако не 42-а, меѓутоа во касната, покасно од 43-44 година, пак се негови блиски од Неготина, али што во Демиркапија живеат тогаш. Исто така, двајца синови, пак да друг писар во кај кметот во општината, Иван Мишев, да. А на Перо Демирски татко се викаше Ристо Михајловски, иначе по прекар го викавме, беше црн, беше по боја човек, па го вика Ристо Црниот, да. И овие двајца синови, исто така, Ѓоко Мишев и Ацо Мишев, те двајца браќа беа, Ѓоко постар, помлад овој, меѓутоа ипак тие уште тогаше, можда уште тогаше живееле во илегалство, меѓутоа уште од оне понапредни млади луѓе. 42-43 година веќе поголемата активност веќе се осознава нешто повеќе, се шушка околу тоа, таа организација 43 година, кога Петар Михајловски, овој Демирски, и прекарот Демирски го добива, по тоа што од Демиркапија потекнува. Петар Михајлов, иначе Демирски. Тоа е лице што, како што реков, со тако партизанско, од кога излезе тој во партизани, а покасно, да не и пропуштам покасно, веќе покасно беше и наш југословенски амбасадор во Египет и во дипломатска служба цело време, така и животот му заврши во Белград, во минати години, во дипломатска кариера, човек што беше. Тој беше поорганизиран, а и една друга на 43-та година веќе, 43-та година, во таа активност на отпорот се вклучува и свештеникот, попот од Демиркапија, по име Тодор Трајков. 43-та година една војна единица, партизански одред во Велешкиот крај, се повлекува зимовска, а претходно е бил од јаката сила окупацијска разбиен одредот и се повлекуваат во илегалство. Во тоа повлекување има и двајца партизани што доаѓаат илегалци на наш терен. Се префрлува тие со своје наоружање, лично наоружање, единот Благој Јанушев, а вториот Благој Неделковски.
Блажо Неделко, Благо Неделко, од некој село Велешко, Војница, да, од таму, кои што претходно биле ученици, гимназисти во Велес учеле. И као такви излегле во директно во активна борба во партизани. Меѓутоа одредот кога бил разбиен и тие кај ќе се засолнат наома кон Демир Капија. Благо Јанушев е од соседното село Прждево. И наома дошле до селото до Прждево неколку дена. Неговата мајка на тој Благо Јанушев е од селото Дрен, соседното село на Демир Капија, Дрен. И има свој брат тука, Илија Шемов, Ило Шемата, што се го викаме. Многу чаре, да, што, како да се засолнат во селото, ќе биат, штом ги знаат од таму, дека од ова село тој човек е во партизани, а го нема, не може да го најдат, кога одат да разбиен, ќе барат прво да го пронајдат во неговото место. Сигурно ќе проверат, за да тоа го очекуваат они, за тоа мора да се негде да префрлат на друго место. И баш попот Тодор Трајков, како свештеник и на селото Прждево, нивната богослужба, ги зима двајцата, ги со преоблека, на некој начин како тој го организира, ги префрлува директно преко Демир Капија, покрај Демир Капија во селото Дрен. Таму биват тие засолните во една пештера, кај што повеќе време тој нивниот вујко на тој Блажо Јанушев Ило Шемата ги обезбедува со храна до покасен период, покасно време така, ги снабдева, тоа се во една планина Краставец, горе во една пештера. Така да и овој човек исто Тодор Трајков попут е вршил доста агитација со некои курирски потреби што е имало тога, што е било потребно. И 43-та година веќе се активира малку повеќе. Јас тоа го имам сознаено и документално го имам видено лично од него. Бидејќи кога бев на работа, ги имаше излезе тогаш закон за признавање на сите учесници, активни и илегални учесници во НОП служба, во НОП борбите и да му се признае право на стаж. Та така имав прилика да го чуам и да го видам тоа тогаш и од самиот свештеник Тодор Трајков, кој што по ослободувањето па ми беше учител. Така да добро се знаевме овака и тоа лично од него го имам во сознаено. 44-та година веќе малку активноста сигурно на отпорот е поголема и во тоа време се зголемува и заинтересираноста за одење во партизани. А во тоа време Петар Михајлов, како што реков Демирски, ги организира што унапред ги е препренал тие младинци, ако тогаш веќе зборот младинци не постои само млади луѓе, така ергени што се вика, например Ѓоко Ангелов Кикито, Коло Никола Шестаков, Коцо Петров, неговата сестра Марија, нејзина другарка Панда Димитрова, Панда Јованова, таа е прва братучеда, Јово Ламбев. Тие 6-7 младинци директно ги организира Петар Михајловски и пребегуват во партизани преко Вардар во соседното Калањово, кај што е имало штаб на партизанските одбори, да оттаму директно биле спроведени, препратени до селото Митрашинци, Беровско, кај што формират бригада. Односно, чини ми се, втора бригада тогаш. Па таа иста бригада што имало доста од овој крај, после делува на теренот на Демир Капија. Така што почесто веќе и се вршат околу овие и напади на Демир Капија. Често пати, јас бев присутен во Демир Капија тоа цело време. Татко ми беше од Летоската отиден во партизани, мајка ми со сестрите отиден во селото Дрен, отиден, јас со баба ми мораше во секоја куќа да има некој човек. Така да баба ми дојде, они и дедо ми во друга куќа во нивната, а јас со баба во нашата куќа, која што беше оддалечена на едно
50 метри од штабот на германците, окружени со бодликава жица и минирани и така натаму. А исто така и овие излегува тогаш по партизани си, Ѓоко Мишев и браќата и тие и овие. Па ми е зборот, тој... Имавте една случка интересна, една ноќ се пукаше, кога станавте са бајле. Да. Оти често пати, ова кај сега што ми е куќата на живење, има една уличка, 3-4 метра, што води во правец кон старата моја куќа на татко ми, на она место пошироко во сред село, а одма тука до неја и куќите на штабот на германците. Во цела со бодликава жица, кој што реков, па често пати по овој терен овдека, по ова уличка, активисти, односно борци, партизани, вршаа напад, сака да уништат штабот на германците. А тука имале некои, тогаш гледаме нешто само високо издад куќата, некои антени, тоа е било, некоја радиостаница имале они нешто за нивно обавестување, нивна служба, војнишка, да. И сакале да уништат. Па често пати тоа е било напаѓан тој штаб и често пати пукање имаше. Една ноќ доста имаше пукање таму и право, а ние со баба ми ни беше посочено вака од други таму комшии, слушај, вашата куќа е многу близко тука, прозорот и вратата се према овој штабот на куќата тука, кој ќе има пукање одма да лежите долу на земја, оти можеби некој од метковите ќе идат у вашиот прозор, у вашата соба. Ни беше свртена код ова германскиот штаб. А така една ноќ доста пукање имаше овдека, што ќе биде мајка. Излегов са бајле, бабе ми вика, види синко при нешто, вика, намо и гледаме едни човеци, ќе идат, ќе видат нешто и пак се враќа, стои таа работа. Јас, ајде, отидов таму, кога гледам двајца загинати и покриени телата, само раците испружени и нозите доле, му се гледат ножа кожини опинци, а оние биле двајца загинати партизани, дошле до стражарското место на штабот овдека. И пред самото место на 20 метра паднати убиени. Да. И се враќам назад, гледам, кажувам баба, викам вака и вака. Има двојца, викам, човеци, од таму легната од епање, таа што беше пукањето, вика, од тие се одвија партизаните, вика. Уствари тогаш се вика, а не се вика партизани, шумкарите, вика. Од шумкарите, да. И така, имаше и други вечерини, некои што често пати таму напаѓа. Една ноќ, например, имаше доста пукање. Ќе видиме са бајле што е работа. Оно некоја магаре испуштено, отишле во тие бодликавата жица, се заплеткало таму и тоа дало сигнал на тие некои светлики ракети што имало на тие жици поставено. Одма свират, ондуват, се осветлуват. Германци мислеле дека е тоа некој напад на нив, па ајде цело ноќ пукат у воздух, вамо намо да се тоа сознае. Савали кој ќе видиме едно магаре тоа било пуштено. Сето пукање било за него, тоа тука штака. Да. Во тоа време во оваквата активност веќе на движењето на нападот, повеќе пати напаѓано од Емир Капиев, да се надоврзам уште на едно. Бугарската војска, команда што е била во Демир Капија, издава налепена на хартија наредба низ Демир Капија, во која што напишува, јас имам дури еден факс е бил од тоа наредба од архивот од Скопје, од Македонија, во која што го повикува населението, должен дека секој жител на ова место е должен, штом ќе чуе, штом ќе види некој да се крие или да доваѓа во Демир Капија, непознато лице, или нагости некој престојува, одма да каже на полиција, бидејќи тоа може да бидат, вика, шумкари. Они што тогаш партизаните ги вика, шумкарите вика, и е должен. А ако некој тоа не го стори, се осознае дека го знаел, а не кажал, да знае ќе бидат, они што тогаш го вика, ќе биде арестуван. Во тоа баш го читам јас бугарскиот, ќе биде затворен тоа, да.
одна плакати во железниката станица имаше, например, залепени, кај што луѓето патувате во чекалната таму. Плакати налепени. Внимавајте, и стените имат уши. Само тоа, тие зборови напишани. Пазите што зборувате, дека и зидовите имат уши, слушат. Така да нешто може тоа да се осознае за тоа. Така да луѓето повеќе во една скептика, така се наоѓа во една неизвестност. А во таквата активност голем допринос на отпорот велам, на илегалството голем допринос е имал и кметот во Демиркапија, што од Бугарија... Да, тоа ми беше зборот, да. Што е дојден од Бугарија, иако македонец по народност, и ја убаво се сеќавам, тој човек, учев 3 години тука, мине покрај неговата куќа, бугарски јазик, бугарска школа. Второ, трето и четврто лет, за која имам и документи, уште и чувам тие свидетелства тогашни. Јордан Булот, а тој е соработувал со неговите писари, службеници во општината, на кои што синовите му отишли во активна служба, во партизани. Го е знаел тоа и се е зборувало пред тоа се. И еден од тие помагачи, значи е бил и кметот. За такво нешто тој си добил една занив тогаш за бугарите, за германците, една таква заслуга што му го зеле живот на човек. Јас, например, сеќавам во сегашни години на моето работење, во еден разговор со еден негов близок пријател и комшија, Борис Атанасов, што го викаме Борис Бакалов, кој што ми раскажуваше, вика, го распрашувам, викам, што Борис, со тој човек како се знаеше ти? Вика, слушай, ти кажам, ми расправа. А и дето на овој, 18 на Борис Атанасов, и неговиот син, близо кон со кметот, и неговиот син, Никола Атанасов, и неговиот се 18 годишно дете, па во партизани го праќа. И тој исто така, млад. И викам, одиме еден ден со Булот, така директор, го виж со кметот, вика, со Булот, одиме, вика, со Ордан, вика, шеткаме до доле до мостот и се враќаме и си разговараме овака. Борисе, слушај, вика, мене вие денове ме следват, го иследувале полицијата. Каде да отивам, вика, се околу мене, кој ќе се обратам, некој гледа према мене. Со кого разговарам, се, вика. Јас, мојот, за мене не се знае, вика, што ќе биде. И истата ноќ од тој разговор, овој чикото Борис ми го расправаше, вика, кметот Демиркапијски го нема, вика, од утре до, бидејќи германците, вика, имале осознание дека и тој е учесник во припрвата на партизаните на излегувањето во илегалство до тога што е биле, па и тој, значи, помагал на некој начин, иако се е криел човекот во илегалство. Има и конкретно од раскажувања врзани за кметот Јордан, дека он давал налог на шефот на фармата во ергелата што била, за и на тој начин всушност и помагал отпорот, му е давал написмено да се на тој човек, кажете ни нешто за тоа. Да. Со него, кога веќе реков дека тој веќе таа ноќ последња му е била, сабајлето утрето, после тој нивниот разговор и се чуни из Демиркапија дека кметот го нема. А претходно го викнале со невеста на вечера. Го нема, да. И после се разбар работа дека кметот, покасно се разбар дека инче ни сите знаеме го нема. Или убиен, или однесен некаде од германците, или германците вики сознале и бугарите. Тоа е било негде на 6 јули, тука во лето. После стрелање на децата во Ваташа. Кога децата во Ваташа бил стреляни, утре дента, поправи истиот ден, ноќта е дојдено во Демиркапија, тој некој бугарски полковник Апостолов. Дојдене во Демиркапија,
во соработка, во заедница е договорено тоа со германската власт, го повикуват кметот со неговата жена на гозба, на вечера во стопанството, краљевото имање, во вилата на стопанството. И оттаму доваѓа пајтон, превозно средство тоа е било тогаш, пајтон со конј, кметот, Васе, господи кмете, дојдете на вечера, таму е вика да. И таму они зимат и оттаму човекот веќе не е вратен назад, се знае дека е само убиен, ликвидиран и нити трага никакво опште. После имаше некои испитување од нашата, од власта покасно, дали може нешто да се бидејќи мало место, секој војна кога е 10 движен народот, па имаше некои траги дека надоле према Вардар, према Баграмар, Стопанската капија е биле однесени дека тие биле завршиле убиени во Вардар. Значи и кметот и неговата сопруга. И сопругата негова. А сопругата негова германка по народност. Аустријанка по право. Австријанка, да. Да. А господинот шефот, практично управител на фармата во Ергелата. Тоа што ме прашавте за неговото помагање за снабдевање со храна од Ергелата. Оти постои предпоставка дека они имат осознаено преку тие документа за намалување на добиток, значи го снемува добиток и го имат притиснато практично управител каде е стока и он тоа е една предпоставка дека е морал да го оправда мањок на стоката и е дал тие ливчиња на кои кметот всушност пишувал на тој и тој човек да се даде бикот или овца или канта сирење и така натаму. Тоа се осозна, како што реков, кога почна да работи она комисијата за признавање на илегално или активно учество во НОП, за признавање на стаж. И баш во канцеларията кај мене доваѓа од говорните служби од Велес, од околијата, и врша сослушување на оние што има поднесено барање за признавање на такво учество. И тогаш, како што за свештеникот Тодор Трајков, тогаш се созна неговото учество со сведоци, тој имаше изјави од лица за тоа што го потврдуват во тоа време, а пак се појави и овој лице Трпе Нелков, кој што тогаш работеше уште за време првата бивша Југославија, живееше и работеше во стопанство во Демир, кралевото имање, тогаш што го викаме во Демир Капија, а бидејќи стопанство беше тогаш, знаеш како е, власт, оваква окупационна власт, немаше tukаш некој ред. Веќе оние што беа ко пропадна бивша Југославија, си отидоа тука сите и стопанство беше запустено тие неколку месеци. Бугарија 9 септември пропадна, бугарски служби ги баше одговорни стручни лица се во стопанство, си отидоа германците, као војска, не заинтересирани, гледат само ако имаше свињи да кола, да јадат, да преживеат на тогаш. А Трпе се е преселил горе да работи, ги дојде на чување на таа стока. И тој ова лице Трпе, кога беше ова признавање на стажот, на доказите за учеството, илегално учество во НОП, лицето Трпе Нелков прикажа документи, книжки, мали ливчиња едни, што тогаш такви се е наоѓале. Прикажува со него дека е издал и подпис и печат на бугарскиот кмет дека да издаде теле на лицето што ќе дојде по име Ѓорѓи Нацев од село Копришници. Тоа е било лице кое што тогаш од таму бил задолжен од власта, што е бил задолжен од тогашните партизански команданти, да идиш во Демир Капија, во Ергелата, ќе земиш
се е уредено, тоа ќе земиш едно теле да го докараш во селото Дрен, а потоа во Копришница и така. За потребите на партизанските, за храна на партизанските единици, да. И треба покажува некои книжки тогаш со документи јавни и вика, еви, ја што се помагал, мојата помош е ова, еви документи, ова, подпишено, издај трпен, тоа и тоа на тие лица. Сето тоа тогаш јако тој го чувал во тајност за зборување, па и си ги чували документите, може би некој да не му ги побара, каде му е стоката, али ги е чувал тие документи во строга тајност, ете. Па ги прикажа тога да се созна дека метод и тој е бил во тие што е учествувал во легалата во Димиркапија. И интересантна е приказката и бугарите како сака да го прикријат ликвидација на кметот и неговата сопруга, нешто за тоа да ни кажете, оти баш и вие лично тогаш бевте во ситуација да... Кога бев уште на работа, се заинтересирав малку повеќе за овие настани во Димиркапија за бината, така да со сите учесници, луѓе што во тоа имат некои сознание, ги викав, не ги викав, него така пристапував со нив во разговори. Така да и со еден, што беше, што тогаш се викаше прислужникот, курирот во самата општина, кај кметот Стојан Трајков, иначе се викаше Стојан Белоглавиот, кој што тамо работеше, и еднаш така во разговор, а пак во врска кога беше признавањето за учество, илегално учество во НОП, и со тој човек патагаш разговарав, Чико Стојан, ти таа работа, како ти тогаш таму се работеш, да, вика, вака и вака. Кметот кога го снема, чекаме Сабале, нема го, да дојде на работа. И јас, ајде, тука странките што чекат, и викат, абе Стојан, иди види, веќе човек до ова време уште го нема. Не знаеш каде, и ако од негде отиде, ќе се кажеш. Одам таму, вратата на дворешна и прозорите отворени. До крај и викам, кмете, господин кмете, нема никој. Околу куќа вртам и викам, нема, не се јавува. Придам степениците горе, малку се подкачив, пак викам, гледам и таа врата. Сите врата отворени. Ми падна сумња дека нешто се работи, овдека кметот го нема. Една работа, друга, во тој однос пак, истиот ден, кога кметот е веќе, иста вечер кога е тој ликвидиран, го снемува, са бајлето, одам на нивата да ги истерувам говедата. Да блиско ни е нивата, али патот ме воде преко самата чаршија доле и покрај реката, така, нагоре и излегувам. Кога тамам излегувам од куќите, гледам, војник со пушка стои. Каде ще отиваш? Бугарски војник. Викам, вака и вака. Викам, одам на нивата, таму имам храна, стоката кај да си ја таа пасам, и крава и вол имаме. Викам, таму ќе одам. Враќа се вкъщи, вика дома. Не може, вика, никаде да се отиде. А кога минував надоле, гледам пред поштата, а полицијата беше во поштата. Пред пошта случајно, тогаш на степениците на борешната врата стои офицер, што до тогаш во Димиркапија не сме го вишли. Офицери имало други, али овој со таква капа жолта на шапката, жолта превезница една и некои, како ги викат, гајтани жолти, пак плетени, 2 гајтана, 3 тука висат овдека. Значи, некој висок офицер. Се враќам, погледав само и Оно после кога се вратив назад и викам на бабе, викам вака и вака. Ме врати војник еден. Мо остави ви си, виках синко. Вака и вака, војска ви ќе не по селото, ни скучите други одат. Претер свршат, вика. Што е таа работа, зашто? Кметот го немало, вика, по Ческа. Кметот го немало, вика, и затоа, еве, оде војска го барат, кметот да не негде се крие. Јас се вратив до моговејата, пак ги вратив во шталата таму. И стварно тоа е било само еден траг, овака трагот за немањето на кметот.
дека како да се крие, да избегало од дома и така. И... Всушност они сака да го прикријат да злочин. Да прикријат, да, А тој господинот што бил пред пошта, бил тој апостол. бил истиот, после се слуша, после по ослободувањето пак во разни разговори овака се осозна дека тој е бил истиот што дошол во Демиркапија и го ликвидирали и кметот во Демиркапија. Да, истиот тој полковник Апостолов, да. 44 година е. Бугарија капитулира. 9 септември. 9 септември. 28 август е да работа. 28 август е Панаѓор во Демиркапија, голема Богородица. Тој ден би доле на неколку места свирачи, свирки, музика, има се веселат на луѓето. Што викаме, во таков ден има и трезни и пијани луѓе се. И во една група, малку поднапиени, се веселат до тука био. Излегуват од полицијата тука одма во поштата беше, излегува полицијата, полицаите и трчат по овие кај што има група на свирачи. Му викат да престанат со свирењето. И на оваа група, кај што беа едни поднапиени, баш и гледав тогаш, јас па таму бев, Чичкови имаше тезга со некои разни ситни ствари за продажба на Панаѓор, некои работи таму. И така се вртав таму гледам. Што е ваа работа? Трчево, што е? Царот умре. Цар Борис III умре, вика, почина. И престана музиката сета. Ама едни поднапиени тие што е биле таму, пак. Абе свири, плаќа, готово, платено те и така. Па дунаат едни од Гевгел, едни свирачи. Свират. Чува ови од полиција, па излегува, па и од тие полицаите еден, никао да се смееме само. Полицаите еден, со клоца, бам во тапанот. Чизмото му остана, враќајќи се чизмото му остана доле во пола. Во тапанот се смее, уште по-назад го наврда човекот беше тоа. Како викаме на вас, още така ќе правите, не да... И почна малку и насилнички биќе, да се прекине музиката, царот умрел. Тоа беше негде... Тоа е 28 август, да, 28 август, август, септември, октомври месец и ноември. Септември месец одма, тоа е за скоро време, се каже Бугарија одма капитулира. Остари тогаш се прикажа дека царот е бил во Германија на посета со Хитлер, некои работи да се договарат за крајот на војната, како што ќе биде натаму. И овој дал некој отпор, па бугарскиот цар таму бил затруен и така на тој начин е бил. Во авионот, всушност е починат. Така да, мој дојден мртов во Бугарија и бугарската власт као таква пропадна, бидејќи негов наследник Симеон Саксо-Бургански му е син, овој е Бугарија што беше пред некоја година председател на владата. Он се врати од странство, а беше избеган. Тога се вика Симеон II. Младо дете на лик, одна снимки дават од наследникот на царот, а бидејќи малолетен не може да биде устоличен као цар, за цар, па као регент негов на царот е бил неговиот брат Кирил. И тој за тоа време, месец, два и така. Со тоа пропаѓа на бугарската власт во тоа време. Се враќат устари германците пак се во Демиркапија, така ли? Германците уште во Демиркапија, сигурно. Ги снема бугарите од тука, сите веќе војската као така сета отиде. Службеници се што и ваше од тука се отидоа, тие германската власт стана уште по-строга, по-оштра во тие работи. Во зачувување на нивната власт, на нивната окупација. Активноста на партизаните се зголемува, кај тунелот, пред самиот тунел од кај Гевгелија наомо, е минирана железничката пруга, една машина со вагонот одат доле во Вардар, дури покасно, пред овие 20 години и нешто, доваѓа као старо железо да влечето там, меѓутоа таа е сета по песок насипана и така. А после одма пак
од втора бригада, што вршеле диверзии и напади на германската, да пругата по германците ќе се враќаа назад више, и они почна, и Германија почна се Повлекува, да се повлекува доле од Грција, доле биле они дури чак до Етиопија доле, а Етиопија окупирана од тоа време од Италија, а Италија претходно од 43-та капитулира. Така да германците сета на нив остана. Ме интересира за Одна тие денови наскор се била минирана пругата кај измеѓу Бистеринска станица, измеѓу Прждево и Демиркапе, како што го викаме сега местото кај споменикот. Тој споменик е фактички изграден спомен, чест спомен на загинатите борци од втора бригада. Тие била минирана тогаш пругата, меѓутоа ете активноста нивна е таква била, биле сокриени да виде што ќе биде ако треба и борби и што ја знам, партизани некои што останале, германците во стрелачки поход ги фаќат 8 лица од тие партизани. Еден знам од Неготино имаше, еден од Гевгелија, за другите не знам кои другите биле. И на лице место имаше покрај телефонски бандери, на секоја бандера по еден, обесени за нозите со главата надоле. Партизаните, 8 лица. За освета, во наредните денови, во наредните некој ден, во Прждево и во Бесвица, соседни села, тие се тука, бидејќи споменикот, место на минирањето на тој воз, германците има жртви, воз, кога се тругата застанува, не се обраќува возевите, жртви имат и германците. И во одмазда на тоа германците одат по овие две села, соседни си тие тамо на тој крај, 86 лица од Прждево и од Бесвица. Само мажи кои што се способни за војска, овака млади да се зимат, ги убиват на лице место кај што и наоѓаат од куќите и ги убиват. И во Прждево и во двете села. селото го палат или Не. Прждево имаше, да, Бесвица не може да палени куќи, не биле. А во Прждево да има куќи изгорено, почна да го палат селото, племни и такви работи. И тоа накнало се испостави, се изостана тоа, доста му се овие жртви, така и... во тоа време има едно пар тие случаи кои се интересни. Една случка е почнува да се бомбардират и со авиација германските позиции. Вие бевте очевидец кога при едно такво бомбардирање доста германци имат тука загинато. Загинато, така е. Ако сакате да ни кажете за таа случка. А во тоа време често пати имаше тогаш се вика Титова четворка. И уште не знаеме ни името, ни ништо. По ослободумие тоа повечко почна да се зборува, тоа се викаше Титова четворка. 4 авиони, што често пати доваѓа над Демиркапе, измеѓу тунелите и надвор во Демиркапе, кои што оделе само по пругата да ги бомбардират позициите на германците со возевите нивни, да оштетуваат пругата и да бомбардират, дали можат германците да се повлекуваат така, побезболно што вика таа. И така да еднаш со едни другари мои, Војо Ламбев и Гавро Белокоров, кои што били у соседното село Корешница, нивните фамилии пребегани, и тој ден се најдеме во Демиркапе. Здраво, се поздравуваме, како се, што се, оно, се зборуваме. Се распрашуваме во тие момент, наеднаш, не се слуша звукот од тунелите наомо, авионите одма се спуштат, и тунелите и по пругата само нагоре одат. Еден, па друг, па трети, четврти. И ништо. Се повратија и до негде, пак уште еднаш, сигурно извиделе добро дека нема, сигурно не имало воз тогаш, ништо не беше бомбардирано. Друга ден еден ме пратија моите куќи кај што живеев, таму кај Тапкин, ме пратија едни баби тоа што беа во секоја куќа, реков имаше стари луѓе, младите си ќе испребегали, баба Лимка, баба Зарија, баба Досија, тие и мојата баба, 4.
Филипче, така стоиш, бе, вика, си седиш, вика, иди набери гроздја, вика. Ама од тоа петлови јајца што се вика жалтата. Така беше она афусали. Стопанство напуштено во тоа време. Гроздје нема, ни тог бевме, се држеше строго и не бевме луѓе така некој да иде да бере од туѓо лојзе, од друго гроздје. Не. Оди нема никој, вика, сега. Сега тоа избегани се тие, вика, набери гроздје. Јас една кошничка на раката, по патот, блинот нагоре, па сега раскрстили са петлјата што викаме, лево одма тука, првите парцели, влегов си берам, да наберам гроздје на баби да го донесам. Кога најдеш авијацијата повторно на Демир Капија, и ја што ќе правам, кога видов авиони, се закрив, уеда Лозанка, се криев се наведнав тука, они вртат на Демир Капија, оно имало воз еден на железничка станица. Ако го бомбардират, ќе оди и населбата куќица тука близко. Луѓе има. Возот одма во тој момент нагоре, дојде до кај Стопанската капија тука, а тоа тогаш беше багребари целата од една, од друга страна, и патот, и железничката пруга, и преко пруга железничка од таа страна линија, беше целото големи, високи багреби и возот одма германците го оставија тука, во тој простор, да се прикрие некој. Меѓутоа овие авионите се враќат еднаш, уште еднаш, си спремат, си наоѓа таква позиција за бомбардирање и почна, ко чув јас, до тогаш се слушал пукање од пушки, али од бомби од авиони не сум видел. Кога видов, раскат се чуровици, се нешто на возот го бомбардират, овие тие авионите. Ќе покренам главата од лозата, пак ќе видам пат тоа исто и пак ќе се наведнам, да не гледам. Се крием како мене ќе ме видат авионите, како мене да бомбардират. Ја, хајде, од тука престана тоа, гледам стварно тие бомбите, ако се гледат, кога се паѓат и гледам, леле, жалти, викам вие, ќе пада. Сето нагоре у ваздух се крева, гледаше тука, близко, а тоа ми е оддалечено негде околу 2-300 метра од јака што сум во лозјето. Престана тоа за видео, отидоа германците, овие авионите нагоре, си замина. Јас одма кушница со гроздји се враќам по истиот пат, па на кога наближив овамо, а германци оние што биле останати живи, кога гледам, трчат од возот, па навамо, некај патот, лево, десно носат, некој да носила, некој така на раци и нози ги фатали. Они што били убиени овие нивни луѓе. Па некој носе како незгодно, тоа е, ако не пријателски войници, како бутот од некој теле, од некој животно, што му останале нози, раци, нешто, делови од германци, од бомбардирањето, па ги носат наваму. И тука сите на патот ги изнесуват. Одма дојде еден камион, една нивна има во Демир Капија, една плинска кола, запрежна кола. Товарат од тие одма тука. Јас кога наближивме на 100 метри, нешто можда така околу тоа, ме догледа, леле по мене викање, лаус, бегај, ја тука. Гројсто го истурив, како да сум ме страват од и гројзе сум набрал, пак го вратив гројз, лесна кушницата и бегај па назад, па оридот наоколу, тамо преко кош, бидејќи без летно време, па и бос, само трни нојсти ми станаа, додека си дојдов до доле и кога се дојдов тие бабите право тука, сите идат, ме прегрнуват, налет дека остали и гројзе, вика, што те пратим, вика, ли си дошол жив, викам, близко беше тоа, го гледа јас, како паѓа тие, како овие бомбите и така. И така да тие германци просто имав сознание, гледавме во гробишта тука, кога се влегува во гробишта, од главниот влез, од лева страна, во една, барем по насипот што се гледаше тогаш, во едно место околу 3 на 3, 4 на 3, негде така беше, изнатрпени таму ги закопале луѓето и така, овие германските војници, загиналите што беа. Па така, Демир Капија беше повеќе пати напаѓан ноќно време, али тогаш и баш беше и ова. 43-та година еден голем контингент на евреите
Око 70.000 души од Солун Да. беа практично собрани во Солун и со возовите ги имат однесено во Аушвиц. Се сеќавате ли кога минува тие? Имаше таков случај во Демиркапија, да. Бидејќи тука за време бивша Југославија уште живееше, работеше едно лице од Грција, дојде овдека да просторија имаше како една куќа овака, само од даски изграден, ќомурница викавме, што по народно се бил евреин, со жена и со дете живееше. И тој откупуваше ќумур и со тоа се бави со трговија. Ќумурот од тука што го откупува во вагони, го носи за Грција доле, таму кај што го употребува, со трговија се бавеше. А тоа лице исто така едно ден го снема од Демиркапија. Никој не знае каде е отиде. Абе евреино сите викат, луѓе од тука знам и домашните, мои комшии, сите се прашуваат, евреинот го нема вика. Од тука. Отишол па него и тогаш и он е бил жртва на тој нацистички терор што е бил во Демиркапија. Тој живееше, куќата му беше сегашната куќа на овие пецовци доле, кај учителската зграда, што е учителски останови, во чаршијата. Убава куќа, многу убава, вака меѓутоа, ете се наша, во тој архитектура, во тие некои работи, не сме водели сметка во Демиркапија, па се дозволило, надлежни тоги што биле, па тоа не му е било гајле, дека таква куќа треба да зачува за некој спомен. Таква куќа друга во Демиркапија немаше. Беше над земјата вака извисена, можда метар и пол, негде два, рамна со патот. Меѓутоа имаше убава архитектура на неја, убави прозори, врати, се што беше тоа, некој стил на градба што кај нас во Демиркапија немаше друга куќа. Па така остана таа, меѓутоа после кога дојде кметот, па кметот беше во истата зграда, па по ослободувањето во истата зграда беше и првата народна власт, што беше првиот одбор на власта, се во иста најубава просторичка беше, уредна, со дворче, со бавчичка, не бавчичка, него зеленило испреди овака. А каде постои ли уште тука во Демиркапија? Не, рушена е. Сега има куќа направена овој Ристо Пецал тамо овој. Нивна фамилија една стамбена куќа, тамо со 2-3 стана, тамо е, таа е рушена, ете викам, жално баш во тоа време, ете, бидејќи под Демиркапија, под општина Неготино, ви знаете како не се интересира тоа локалистички оли, нешто да е за подобро за Демиркапија. А руши и таа куќа и така. А дали се сеќавате кога е урнат мост на 113 километар? Мостот на 113 при публикувањето на германците. Тој мост на 113 е рушен. Оти ние имаме неко сознание дека со сојузнички бомбардирања е урнат мост заедно со композиција, оти уште таму стојат тие вагони, го имат бомбардирано мостот на 113 километар и тогаш таа железна конструкција има паднато во Вардар заедно со вагоните. Видите, ако така тогаш тоа било, тогаш како ќе доаѓа германците до Демиркапија? Кога се публикува до последниот ден. Не е било можно така. Значи тоа практично го минират самите германци. Самите германци тоа, они го минират, не нашите. Ние на некој начин се доближуваме до крај на окупација во Демиркапија и би сакал со неколку реченици да ни кажете последно, значи пред ослободување на Демиркапија, тие мигови вие веќе бевте, да не кажем, доволно голем да ги паметите тие работи, за тоа да ни раскажете и со тоа практично ќе завршиме тој дел на окупација на Демиркапија и ќе продолжиме со народна власт. Преска малку пропусти во тоа,
да спомнам и тоа дека за време при крајот на илегалството во Демир Капија, уште кога е бил кметот, и бил формиран и прв Народно-ослободителен одбор. Народно-ослободителен се вика за тоа што за време борбите ослободителен, значи уште не е било ослободен, меѓутоа одбор кој што е допринесувал за ослободувањето нешто. Такви лица прве формиран во Демир Капија, а уште кметот е бил жив, уште не е бил убиен, уште бугарската власт е била овдека и првиот народно-ослободителен одбор што е формиран, кој што е помагале за илегалното испраќање на партизани, илегалното дејствување друго во Демир Капија, снабдевање, вршење на некои прибирање на земјоделски производи за праќање во партизаните до селото Дрен, а прв председател на тој одбор е бил лице Киро Глигоров по име, на возраст тогаш од Демир Капија исто тој, на возраст од своји 30 години, 30 неколку години, како председател на тој одбор, а секретар Јово Резинов, тоа е лице шумар од селото Дрен. И тие биле се до при крај на ослободувањето. Меѓутоа и двајцата биле луѓе со слаба писменост, така да почнало е било потребно и кореспонденција, некоја да се пишуваат некои писменца, нешто. Добро, тоа ќе па го... биле заменети още до ослободувањето е ова. Да. Па биле одма сменети со други лица тој одбор и повлечено од Демир Капија, бидејќи кметот кога е бил убиен, суровоста била поголема на населението овдека во Демир Капија и кметот избран е нов одбор назначен за председател Иван Мишев, што е бил службеникот, и секретар Горо Јанев.